Една од најголемите навреди на интелигенцијата на македонскиот граѓанин, која ќе наречеш европската преговарачка рамка бугарски диктат. Значи стануваше збор, знаеме сите, во време на француското претседавање за француски предлог и на крај и формално правно и политички и суштински за европска преговарачка рамка или преговарачка рамка на ЕУ со земјата кандидат сега Северна Македонија. Навредата е многу поголема и за една од земјите која е наш пријател од целиот овој процес, независно од одредени поинакви размислувања, тоа е Република Франција. Да кажеш дека е бугарски диктат, францускиот предлог, тоа значи да ја навредиш целокупната француска дипломатија, бидејќи тоа не е точно. Ако некој мисли дека ова е бугарски диктат, тогаш и дава диспропорционално голема сила на Бугарија, за која знаеме какви се перформансите во економија, во секоја друга област, во однос на ресурси и политички капацитет да влијае на ниво на Европска унија, значи даваш таква моќ на Бугарија дека можела да бидејќи дали бугарски диктати, да издиктира на другите 26 држави каква ќе биде преговарачката рамка. Тие што малку знаат од европските преговори и не мора многу да знаеш, јасно е дека Бугарија не може да диктира европска да диктира. Може да сугерира, може да е предлог. Може да собира луѓе околу себе држави кои може да ја помогнат во одреден став. Не може да издиктира европска рамка за ниедно битно европско прашање, бидејќи се знае кои се главните мотори на таа внатрешна динамика на Европската унија. Факт е дека во овој момент топката е на нашиот дел од теренот.